Никогаш појасни не биле пораките од европските партнери дека проширувањето на Европската унија со земјите од Западен Балкан може да се случи до 2030 година. Порача од премиерскиот панел овде во Струга на преска форумот за диалог македонскиот премиер Димитар Ковачевски. Политичката цел на Западен Балкан е полноправно членство во Европската унија. Бидејќи местото на сите држави од Западен Балкан е во Европската унија, а регионалните иницијативи се еден од начините на подобра соработка на патот кон полноправно членство во Унијата. И сите држави во регионот сме практично на тој пат, бидејќи регионот денес го има потребниот лидерски потенцијал за носење на такви одлуки. И тоа што е неопходно сега е ние да ги удвоиме нашите напори на секој план, но да ја добиеме и потребната поддршка од европските партнери за да го забрзаме процесот на интеграцијата. Ова го истакнувам од причина што никогаш појасни не биле пораките од нашите стратешки партнери од Европската унија дека до 2030 година е можно проширување на Европската унија со земјите од Западен Балкан и дека сега практично работата е на нас како ќе ги движиме процесите во регионот. Војната во Украина, рече Ковачевски, ја потсети Европа дека на европскиот континент постои геостратегиска празнина. Ние не треба да заборавиме дека војната во Украина се води на 700 километри од тука каде што денес седиме. Државите од Западен Балкан, чии што европски определби не се спорни, но секој од државите има различен капацитет на отпорност на недемократските тенденции што доаѓаат однадвор, главно поради различното темпо на демократизацијата внатре во самите општества. Оваа геостратегиска празнина е отворена врата за ветриштата што веќе ја ништаат стабилноста на кревките, односно на кревкиот Западен Балкан, но со тоа и на самата Европска унија. Војната на европскиот континент го вклучи алармот дека само обединета Европа, заедно со Западен Балкан, е стабилна и безбедна Европа. Се друго е дел од решението, а не и самото решение што е потребно на сите нас. Во овој процес треба да се стимулира и поддржи затворањето на билатералните прашања секаде каде што е тоа потребно. Премиерот на Црнагора Дритана Базовик овде од Струга рече дека проблемот за Западен Балкан е тоа што премногу се зборува за минатото. Тој со порака до европските партнери дека што е можно побрзо треба да ја отворат вратата за пристапување на земјите од Западен Балкан. Зборуваме за она што се случило во 96-та, 99-та, 2002-та, не знам, 1919-та и така натаму, а не за она што следува во 2030-та, 2035-та, 2040-та. Мислам дека ако го смениме овој период и ако зборуваме повеќе за визијата, за она што сакаме да го видиме во иднина, мислам дека на вистина може да постигнеме успех. Меѓутоа, ова е двонасочна улица. Да речеме, оваа желба на ЕУ да не прифати не е само еднонасочна улица. Значи, не е само Западен Балкан сака да се приклучи на ЕУ. Мислам дека ова е заеднички интерес, особено со оглед на оваа нова геополитичка ситуација. Мислам дека сите треба да сватат дека ова е заеднички интерес. А не сум сигурен дека капетанот или капетаните на ЕУ гледаат на истиот начин на ова. Во ред, не велам дека капетаните од Западен Балкан имаат, да речеме, најдобар пристап кон ова. Меѓутоа, мислам дека лидерството на ЕУ треба да разбере дека конечно треба да ја отворат вратата, односно да си речат треба да го заживееме повторно процесот на проширување. Црногорскиот премиер и со порака што земјите од регионот треба да направат за да имаат подобра соработка. Мислам дека би било многу добро ако можеме да работиме на заедничка промоција. Димитар зборуваше за еден голем проект поврзан со енергија. Ќе кажам во име на мојата влада дека би било многу добро ако заеднички го промовираме туристичкиот пазар. Сите заедно, во САД, сите заедно како Западен Балкан. А зошто да не настапиме заедно, да ги презентираме сите наши ресурси заедно, а да не се секираме многу сега дали некој ќе заврши во Скопје или во Подгорица или во Сараево, затоа што на крајот на краиштата, кога тие ќе го откријат регионов, на секаде ќе се прошетаат и ќе посетат и тоа ќе биде добро за сите.
Председателката на Европскиот парламент Роберта Муцула во своето видеообраќање рече дека земјите од Балканот полека го забрзуваат процесот кон пристапување во Европската Унија. Дали она проширено европско семејство до 2030 е невозможна мисија? Јас мислам дека е мисија која удамна требаше да се случи и заедно треба да наречеме завршена мисија. Европскиот парламент дава своја трајна поддршка за сите оние кои што сакаат да станат членови на ЕУ, да ги споделат нашите вредности и кои што имаат храброст да се помират, да се реформираат и да гледаат кон иднината. Сите тие можат да дојдат кај нас. Главниот заклучок од третиот поред преспа форум за диалог овде, што се одржува годинава во Струга, е дека треба да се забрза членството на пристапување на земјите од регионот во Европската Унија. 2030 година на неколку пати веќе спомената дека е реална како можност за тоа да се случи. За Гласот на Америка, одовде од Струга, Мики Трајковски.